Автентични изјави и снимки, што се ни се случуваше во преговорите со Грција. Во овој дневник ретроспектива на МТВ од 95-та до 2005-та. Мирјана Василева. За македонско-грчките преговори за разликата за името Македонија, кои овие 16 години се водат под покровителство на Светската организација, во извештаите што официјално се објавени и во Обединетите нации останува забележено дека за сиве овие години за овој долгогодишен спор не е пронајдено решение. Но и преговорите секогаш биле прекинувани кога е во прашање дека во земјите се одржувале избори. Шпекулациите околу името секогаш биле во игра. Се говореше за Македонија да има едно име за своја домашна потреба, а друго за надвор во стилот Нова Македонија и Северна Македонија. 19 и 20 мај 1992 година доктор Васил Тупурковски, специјален пратеник на председателот на државата, тие денови веќе во оставка, во Виена има средба со австрискиот министер за надворешни работи Алојз Мок. За средбата и разговорите телефонски за дневникот на МТВ Тупурковски ке изјави. За време на кратката работна посета на Виена, високите соговорници од највисоката државна структура на Австрија беа со голема готовност да ги сослушаат аргументите кои што зборуваат за остварување на сите услови за меѓународно признание на нашата република. Тупурковски рече дека политиката на Македонија е ригидна, предпоставувам и по прашањето на името. Потоа се спомна сума пари која, повторно предпоставувам, би следела како помош, доколку македонската политика би станала пофлексибилна. Од тука и дилемите кај странците дека нема само една надворешна политика, туку дека постојат една ригидна и една флексибилна варијанта во врвот на државата, со сите забуни кои од тоа следат. Во интервју за МТВ по 6 години Глигоров објаснува. Истата вечер на телевизија дека е така и така постигната спогодба и дека таа спогодба ќе донесе многу бенефиции за Македонија, Грција ќе вложи капитал во Македонија, ќе не помага и така натаму. Дали Грција ќе попушти во својот став дека нема да прифати ништо што го содржи зборот Македонија, се уште не се знае, но сосема е јасно и сигурно дека ниту Грција, ниту Македонија не може да добијат она што сакат, ако сакаат да излезат од овој ќорсокак, пишува весникот Нью Йорк Таймс во 1994 година. Ембаргото ја чинеше Македонија повеќе од $2 милиарди и предизвика контрареакција кај европските колеги. Во 1994 година, кога Грција беше и преседавач на Европската Унија, на состанокот во Јанина беше донесена одлука Грција да оди на суд поради кршење на правата за игра во Европската Унија, односно, според правилото, не може една земја на Европската Унија само иницијативно да спроведува ембарго. Овој предлог никогаш не беше разгледуван, бидејќи веднаш потоа дојде и привремената спогодба, која подпишаа министрите за надворешни работи Стево Црвенковски и Карол Папулјас, кој е сегашен председател на Грција. Спогодбата е подпишана на 15 септември 1995 година во Њу Йорк во присуство на Сайрус Венс. Со спогодбата се предвидува да се развиваат пријателски односи меѓу двете земји и да се гради доверба за заемно почитување на територијалниот интегритет и суверенитет. Во првата половина на октомври 1995 година, 2 дена по атентатот на Глигоров, спогодбата ја ратификуваа Собранието на Република Македонија. Констатирам дека Собранието го донесе законот за ратификација на привремената спогодба меѓу Република Македонија и Република Грција, склучена во Њу Йорк на 13 септември 1995 година. Затоа што сметам дека е неопходно оваа спогодба да се третира не само како акт сам за себе, туку дека треба постојано да се имаат предвид историскиот контекст на настаните, но исто така водејќи сметка дека овој чекор е само едно парче од сложениот мозаик на една целосно заокружена политичка платформа со јасно дефинирани и прецизни цели и методологија за нивно остварување. Срамен ден за историјата на македонскиот народ и за историјата на македонската нација, затоа што во македонскиот парламент е ратификувана не договор, не спогодба, туку е ратификуван капитулација и национално предавство на основните национални интереси на Република Македонија.
Меѓународниот посредник Метјо Нимиц на 7 октомври 2005 година излезе со предлогот со кој се предвидуваше од 2006 до 2008 година македонската држава во меѓународните организации, мултилатерални договори и спогодби да се именува како Република Македонија во латинична верзија, а по 2008 година латиничната транскрипција на англиски јазик Република of Macedоnia. Во билатералната комуникација, земјите што го признале уставното име би продолжиле да и се обраќаат на Република Македонија, а додека Грција во билатералните релации би го користила името Република Македонија Скопје и двете земји би го имале ексклузивното право да го употребуваат името Македонија. Македонскиот државен врв начелно го прифати предлогот како добра основа за воспоставување коначен договор со забелешка дека треба да се договорат некои детали. Но владата во Атина експресно го отфрли овој предлог со образложение дека е едностран и не ги задоволува интересите на Атина и се закани дека ќе блокира Република Македонија во евроатланските интеграции. Република Македонија во поновата историја дури 3 пати го минуваше уставното име. Од Демократска федеративна Македонија во Народна Република Македонија во 1946 година, во Социјалистичка Република Македонија во 1963 година и во Република Македонија од 1991 година.